Засилени подготовки на партиите за престојните локални избори на есен. Од СДСМ по вчерашната седница на извршниот одбор објавија 19 кандидати кои ќе трчаат за општинските фотели. Председателот на партијата Венко Филипче изјави дека дел од нив се актуелни градоначалници, како на пример за Центар, Крушево, Чучер, Сандево, Берово, Росуман и Крива Паланка. Од СДСМ вела дека е одлучено во општините кои се сметаат за бастиони на ДУИ, тие нема да кандидираат свој, а ќе имаат само советнички листи. Одлучено е со цел оптимизација на ресурсите и водени, како што кажав, од претходните ресурси, од претходните искуства, да се посветиме целосно на советничките листи и секако дека, како што кажав, тоа е во координација со општинските организации. Своји кандидати, но и советнички листи подготвуваат и од ЗНАМ. Иако досега не објавиле ниту еден кандидат, известно е дека председателот на партијата Максим Димитриевски повторно ќе се кандидира за прв човек на Куманово, а најавија дека ќе имаат и кандидат за Центар. Од партијата веќе извесен период водат и преговори со владиниот партнер ВМРО-ДПМН за тоа каде и во кој круг ќе имаат заедничка поддршка. Во тек се разговори со нашиот владен партнер ВМРО-ДПМН и очекуваме тие разговори да завршат кон крајот на месецот. Разговараме за повеќе општини, вклучително дефинирано е за Куманово, неколку општини во Скопје и повеќе општини што се помали во низ цела држава. Таму каде што ќе имаме кандидат за градоначалник, знам, тој ќе биде во договор во договор практично со владиниот партнер ВМРО-ДПМН, поддржан од нивна страна и тие нема да имаат кандидат во тие општини. Од ВМРО-ДПМН веќе објавија дел од своите кандидати, додека за град Скопје вела дека ќе биде познат во средината на јули. За оваа позиција се уште се кршат копјата околу тоа, дали во трката за градскиот татко ќе биде актуелниот градоначалник на Кисела вода Орце Георгиевски или министерот за локална самоуправа Златко Перински.